На депонијата Дрисла и утрово имаше големо чадење, иако во Скопје падна дожд. Надлежните институции работат на теренот за да го санираат проблемот кој синоќа буквално го поклопи половина од главниот град со чад. Од друга страна, на дивата депонија Вардариште веќе нема ни горење, ниту чадење. Како што соопшти од Дирекцијата за заштита и спасување, Вардариште веќе обезбедувано од припадници на една агенција за обезбедување. Владата денеска ќе го разгледува предлогот за прогласување забрана за движење на Вардариште. Од завчера попладне воздухот во Скопје силно мириса на изгорена гума, откако се запали депонијата Дрисла, а густ чад има над градот. Смрдејата се чувствува и денеска. Каја Шукова, кандидатка за градоначалник на Скопје од СДСМ, тврди дека има решение за проблемот во депонијата Дрисла. Според неа, изминативе 4 години власта на ВМРО ДПМН несоодветно го третира отпадот на Дрисла и тоа е причина зошто се случуваат пожари на депонијата. Јас знам и имам план како да се воспостави систем за отпад и да се спречат вакви еколошки катастрофи. Моето решение предвидува соодветен третман, но пред се намалување на количините на отпад преку селектирање и реупотреба, објасни Шукова. Заев, Шукова и СДС уште во 2020 година ветуваа решавање на Вардариште, кое беше дел од програмата на работата на тогашната власт. Соопшти денес ВМРО ДПМН на пресконференција. Од владеачката партија посочија дека во програмата насловена како Можеме за парламентарните избори во 2020 година, од СДСМ ветиле ремедијација на Вардариште. Зошто Шукова како државен секретар и министер во Министерството за животна средина и просторно планирање не го спровела овој проект за кој, како што тие барем велат, во програмата има обезбедено и финансиски средства? Праша од ВМРО ДПМН. На средби со жителите од Бутел, синоќа Орце Ѓорѓиевски, кандидат за градоначалник на град Скопје од ВМРО ДПМН, заедно со сопартиецот Дарко Костовски, кандидат за градоначалник на Бутел, ветија дека нивната главна цел ќе биде да се работи за модернизација на Бутел и развој на Скопје како организирано и уредено место за живење. Според Ѓорѓиевски, во план се изградба на мегапарк кај булеварот Христијан Тодоровски Карпош, реконструкција на улиците Бутелска и Радишанска и вложување во инфраструктурата со цел да се подобри секојдневниот живот на граѓаните. Стефчо Јакимовски од Гром ќе се обиде да добие уште еден мандат како градоначалник на Карпош. Тој објасни дека долго размислувал за тоа дали да се кандидира, па ја донел одлуката од неколку причини. Прво, оти досега не се појавила доволно силна понуда, а второ што во советот на општината тешко дека некој ќе може да постигне мнозинство, па оттаму потребно е да дојде искусен градоначалник. Како први приоритети во новиот мандат, Јакимовски порача дека ќе му биде решавање на проблемот со паркирањето, како и зауздување на надградбите на индивидуалните куќи во мали колективни станбени објекти. Интензивно се работи на приспособување на новиот објект на полициската станица Бутел, јавија од општината. Градоначалникот на Бутел Дарко Костовски заедно со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски направија увид во градежните активности на новата полициска станица. Новиот привремен објект ќе биде во објектот на поранешниот дом за деца без родители. Општина Бутел е целосно вклучена во реализација на овој проект. Овој објект ќе значи ново пристојно и достоинствено место за македонската полиција, порача Костовски. Новата зграда на општина Карпош од синоќа е отворена за администрацијата и за граѓаните. Објектот зафаќа површина од 4500 метри квадратни, а градоначалникот Стефчо Јакимовски истакна дека зградата е нов дом за карпошани, каде граѓаните ќе можат полесно да ги остваруваат своите права. Тој нагласи дека изградбата траела повеќе од една деценија и представува символ на заедништво и посветеност. Утрово уште едно животно во Скопската зоолошка градина угинало.
Оттаму соопштија дека умрел европски бизон кој имал 17 години, посочувајќи дека животниот век на овие животни е од 14 до 20 години. Пред околу година и половина кај него беше диагностицирана пневмонија, пошто следеше долготраен процес на терапија и внимателно следење од страна на нашиот тим ветеринари и неговите негователи. Иако со многу посветеност успеавме да ја стабилизираме неговата состојба, во изминатите 2 недели повторно покажа знаци на слабост и отежнато дишење. Велат од зоолошката градина во Скопје. МВР уапси 41 годишен скопјанец под сомнение за сторено кривично дело лихварство. Според пријавата, во јануари годинава скопјанец позајмил 4500 евра од лихварот, пари кои му биле потребни за медицинска интервенција на неговата мајка. Откако не можел да ги врати, лихварот наводно започнал да бара месечна камата од 36.000 денари за долгот. По наредба на надлежен суд бил извршен претрес во домот на лихварот, при што биле пронајдени предмети за кои постои сомнение дека се поврзани со кривичното дело. Две лица од Скопје денеска се приведени во струшкото село Луково поради поседување дрога, соопштија од СВР Охрид. Според информацијата, вчера околу 11 часот полициски службеници од регионалниот центар за гранични работи Запад при Бирото за јавна безбедност ги уапсиле двајцата скопјани. Лицата, како што е наведено, се приведени во полициска станица и по целосно документирање на настанот, против нив ќе бидат поднесени соодветни пријави. Во паркот на франкофонијата во Скопје на 13 септември по трет пат ќе се одржи музичкиот настан "Нешто што ќе остане". На концертот кој ќе започне во 19 часот и 30 минути ќе настапат познати имиња од македонската музичка сцена. Настанот е поддржан од општина Центар. Скопјани утрово ги дочека пороен дожд. Под влијание на влажна и нестабилна воздушна маса, според Управата за хидрометеоролошки работи, се очекува дождливо време во текот на целиот ден. Оттаму издадоа предупредување за можност од локални невремиња со пообилни врнежи и појава на град. За утре се очекува стабилизирање на времето.